Соединетите Американски држави ја почнаа финансиската офанзива против Иран. Операцијата наречена економски отпадник ќе треба да го запре пристапот на Иран до глобалниот финансиски систем и да ги блокира приходите кои Техеран ги добива од извозот на нафта. Американската администрација се закани и дека легитимни цели ќе бидат и сите држави кои ќе продолжат да му помагаат и финансиски да соработуваат со Иран. Председателот разговара со светските лидери и има конкретни барања да ги прекинат своите интеракции со режимот. Веќе гледаме резултати. Ако тие не преземат мерки, ние ќе го сториме тоа еднострано преку овластувањата на Министерството за финансии. Немаме бесконечно трпение за ова. На сите им даваме можност да го поправат лошото однесување. Зошто би сакал да го урнам глобалниот финансиски систем? Веруваме дека е важно да се постават јасни граници, но тие треба да знаат дека ќе реагираме многу брзо и дека сме сериозни. Можно и обновување на нападите. Секретарот за одбрана Пит Хексет не ја исклучува можноста за употреба на воена сила против Иран. Ако треба да ги обновиме нападите, ќе го сториме тоа. А ако Иран е доволно неразумен за да претера со своите потези или да се игра со американската војска, ќе го направиме она што е потребно. Но економскиот притисок во моментов најмногу ги погодува. Од Техеран пак порачуваат дека се целосно подготвени да се спротистават на проширените економски санкции на САД. Од Министерството за економија велат дека главните партнери на земјата не ги прифатиле мерките на Вашингтон. Тврдат и дека други држави наскоро ќе им се спротистават на барањата на САД. Од Кинеското Министерство за надворешни работи веќе порача дека притисокот и санкциите не помагаат и дека Пекинг ќе продолжи да ги брани своите интереси. Владата беше и останува подготвена. Непријателите имаат намера да извршат економски терористички напад врз нас, но и ние имаме своји алатки и знаеме како да ја играме играта. Веќе не сме во дефанзива. Непријателите треба да очекуваат напад. Неголемата цена на крајот ја плаќаат граѓаните. Жителите на Техеран велат дека после долги години санкции, цените на храната веќе се покачени. Млечните производи се многу скапи. Секој пат кога ќе влезам во продавница, цените на производите се различни. Платите и пензиите се покачуваат еднаш во годината, но цените се менуваат постојано. Санкциите го прават животот многу тежок. Со платите кои ги имаме, тешко преживуваме до крајот на месецот. Војната меѓу САД, Израел и Иран почна на 28 февруари годинава, кога американските и израелските сили извршија напади врз Исламската република. Иран возврати со ракетни и беспилотни напади врз Израел и американските цели во регионот, а го затвори Јормудскиот теснец, една од најважните рути за транспорт на нафта и газ.